се одлучив да земам овој пат збор, никако се надоврзуваме на оно што го велите вие, да продолжиме со една позитивна енергија и поголема конструктивност. Видете, прво да погледнеме салата. Ние овдека доминантно, со почит на колегите, ви благодарам што сте присутни тука, доминира дама, доминира партијничка, доминира жена. Ние имаме закон каде што сега имаме можност да коригираме нешто кое што било недоволно добро, квалитетно во минатото. Ние имаме шанса сега да промениме нешто. И точно е дека секој од нас доаѓа од политичка партија, меѓутоа на крајот на денот кога ќе излеземе од собрание, ние сме, дел од вас сте мајки, имате ќерки, јас сум ќерка на исто така храбра жена, сестри, пријателки, така натака. Ја разбирам и возбудата, ја разбирам и критиката, но сега ние сите овдека имаме шанса да промениме нешто, да направиме добар, квалитетен закон. Да покажеме дека токму со овој закон ја прифаќаме препораката која што во континуитет ни ја дава Европската комисија во однос на брзите закони, во однос на лошите закони. Зошто е тоа така? Затоа што лош закон не може да донесе подобрување на општеството во Македонија. Дури ни овој закон не може да ги заштити токму оние на кои што се наша цел. А тоа се сите граѓани. По неколку основи, веќе овој закон ги покрива и основите за дискриминација. Поентата ми е, вчера се одржа јавна расправа. Тоа беше токму во насока на зголемување на демократскиот капацитет и на собранието, но и на нас како пратеници, како пратенички. Таму граѓанскиот сектор ни даде препораки и мислења. И сметам дека честно е од наша страна, на крајот и разумно, кога иницираме јавна расправа за еден ваков закон, да пробаме да ги инкорпорираме оние предлози кои што произлегуваат токму од граѓанскиот сектор. Токму они апелираа до нас дека токму ова решение би требало да се донесе консензуално. Консензуално не подразбира дека на сите амандмани кои што доаѓаат од опозицијата вие треба да кажете не само заради тоа што доаѓаат од опозицијата. Консензуално подразбира дека токму оние препораки кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор без оглед од кого се преточени, дали тоа е пратеник од опозицијата или е пратеник од парламентарното мнозинство, што во овој случај јас сметам дека е додадена вредност заради тоа што ние се обединуваме, нудиме рака, нудиме поддршка да се обединиме за ова решение, за овој амандман. Затоа сметам дека ние имаме можност. Снежана, ве молам, значи, ако имате реплика, ќе се јавите. Имаме можност во моментов да исправиме нешто што останало како негативна слика од минатото, доколку вие цените како поискусни парламентарци, дека било погрешно, не сте имале можност да го истерате до крај. Сега ние имаме можност, на вистина овдека доминира жената во оваа просторија. Имаме можност да се обединиме за нешто кое што ќе произведе како на вистина поголема вредност надвор која овој закон би почнал да се имплементира. Да ги заборавиме политичките идеологии и политичките верувања за момент, затоа што повторно апелирам, овој закон кој што е исклучително важен за нашите преговори, она што со радост го очекуваме. Меѓутоа, истовремено, овој закон е исклучително значаен за нашите граѓани. Затоа, за да се донесе консензуално, потребно е потранспарентна постапка, потребно е да се слушнат сите, а тој процес започна вчера, но сега е потребно и оние препораки кои што беа дадени од граѓанскиот сектор да се приточат во амандмани, истите да имаме на разбирање и едно поголема поддршка во однос на гласањето. Ви благодарам.